Реализација на крупните енергетски проекти, инвестиции во енергетската мрежа, гасоводот кон Грција и обновливи извори на енергија, поддршка за граѓаните. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини нема да се откаже од се што носи бенефит за Македонија. Една година по формирањето на оваа институција, министерката Сања Божиновска изрази задоволство од досега постигнатото и најави засилена активност за реализација на клучните проекти. Изградбата на хидроцентралите Чебрен и Галиште останува врвен приоритет како државен капитал. Ние овде имавме работна група, неколку месеци работеше и беше заклучокот дека треба да е наш, значи препораката на експертите, сите што беа вклучени, беше дека треба да е во државна сопственост. Чебрен и Галиште дека треба да се изградат. Ние сега проверуваме колку тоа би чинело, значи минимум е милиарда инвестиција, и бројката достигнува и до милиарда и 300 милиони. Буџетот знаете каков ни е. Имаме сега повеќе опции, ќе видиме што е најисплатливо за нас како држава, бидејќи милиарда и 300 не е мала бројка. Државата не се откажува ниту од проектот Вардарска долина поради изградбата на брзата пруга долж коридорот 10. Според Божиновска, експертски тимови ќе работат на реализација на двата проекта, пошто ќе бидат познати и деталите за реализација на проектот. Божиновска рече дека последнава година изградиле институција што ја движи енергетиката, а особено го истакна значењето на новиот закон за енергетика, кој е пофален во Брисел и целосно усогласен со европските стандарди. Добра вест за граѓаните дека до крајот на годинава нема да има промени на цената на струјата. Цената на струјата останува иста, значи тоа е дека цела оваа година цената нема да остане променета. Значи тоа се луѓе кои ќе имаат дома топлина, светлина во училниците, енергија за своите бизниси. Паралелно со реализација на проектите, ќе продолжи и поддршката за граѓаните. Лани 7000 семејства добиле ваучери за инвертер клима уреди, а годинава ќе бидат обезбедени 60 милиони денари за поддршка на лицата со попреченост и нивните семејства. Од Министерството најавија дека во наредните месеци ќе се донесат закони за обновливи извори, енергетска ефикасност, јавно-приватно партнерство, за геологија и рударство, со кој првпат се заштитува македонскиот рубин како национално богатство. Се полни и државниот буџет. Во првиот квартал од годинава се наплатени 247 милиони денари за експлоатација на минерални суровини, двојно повеќе од лани. Се очекува и за вториот квартал придобивката да биде исто така двојна. Што се однесува пак до гасоводот кој што ќе ја поврза Македонија со Грција, за Божиновска е значено што проектот почна да се реализира по пониска цена за 12 милиони евра. Според неа, планирано е да се изгради дополнителен дел од 25 километри до Србија, што ќе овозможи снабдување на Централна Европа преку Србија, а целта е Македонија да стане транзитна земја и да се позиционира на енергетската мапа на Европа.